Политичкиот барик и даде неверојатен шмек на кампањата од која ќе останат запаметени духовитите досетки кои што ја полнеа чашата со ведрина, дури и таму, каде таа реално би требало да има горчлив вкус. Овој пат сме како старо и зрело вино, а братот љуби како одлежано вино. За разлика од овој вокабулар кој треба да биде некаков репер за нормалноста на тонот низ кој се одржува жив политичкиот и демократски ритам, дел од учесниците во изборниот надпревар толку многу ги потрошија зборовите што буквално онемуваа, правејќи го непријатно нивното очигледно отсуство. Македонија фактички домовите ги имаат направено како приватни клиники, како приватни болници. Тие затоа што нема да платат пари. Свој траен белек, но некако директен партиципиент, туку како активен поддржувач на владеачката номенклатура остави легендарниот откривач на теории на заговор, кој меѓу две мешалки бетон и три визии обелоденува дека в недела Македонија нема да решава само за себе, туку ќе ја предодреди и судбината на светот, исправен пред одлуката, војна или мир. И затоа, спремни сме за одлука, да ја спасиме татковината од злото, што како темен облак го крие сонце во изминативе 2 години, со црните пари на Сорос, кој истовремено дестабилизира повеќе земји во светот, сакајќи да предизвика Трета светска војна. Свесни дека се нема таа сила за да се предизвика судири од епски размери, неговите идолопоклоници внимателно посочуваат дека единственото решение е да се направи мал инцидент, кој нема да го растори балансот, ама потполно ќе ја редефинира единствено прифатливата концепција за светот, како поле за културен надпревар. Тој најде да го цитира Делчев. Јас ќе му кажам, да беше Делчев денеска жив, тој немаше да може со него да се поздрави. На него ќе му беше пратен само ќосето да ја заврши приказната со таков човек. Ово е сосема нов и суров начин на разбирање на ривалството кој како крајна инстанца има не политичката, туку физичката екзекуција. Веројатно е само лоша интерпретација на безумните конструкции на мајсторите кои го пишувале говорот. Оти тие, а не тој, со нив би да уништат се, па дури и ненадминатата дарба за штосови, која поседува беседникот. Сега изгледа како во еден виц на времето кога завршуваше вицот со оноа тази дупче не е дупче. И на крајот, доаѓа време кога треба да се стави крај на вистината за една голема невистина. Не можеш народ да лажеш, бар не долго време. Не поише од 15-20 дена. Ја да ти кажам од искуство. Искуството постојано и дава предност на лагата, но и таа е временски детерминирана, ако рокот на незината употреба е веќе поминат.